Драстично зголемување на паричните казни за физички лица од 400 евра за несоодветно чување и шетање на куче до 5000 евра за предизвикување болка, страдање или повреди, мачење, сурово и нехумано однесување и убивање на животните. Ова се само дел од измените кои ги предвидува предлог Законот за заштита и благосостојба на животните, до кој дојде Телма, чии измени главно се насочени на решавање на проблемот со напуштањето на домашните миленици, нивното неконтролирано размножување и трговијата, за што крајен резултат треба да биде намалување на бројот на бездомни кучиња. На сопственикот кој ќе го напушти својот миленик трајно му се забранува држење на миленици. Се забранува неконтролирано размножување, продажба и давање на подарок домашни миленици. Се забранува чување на домашен миленик куче, постојано врзано на ланец или во затворен дел од ограден простор, без да се овозможи слободно движење надвор од тој простор најмалку еднаш во денот, со цел да се задоволат неговите физиолошки и физички потреби. Се забранува зашеметување, колење или усмртување на животни за ритуални цели. Предлог Законот предвидува и задолжителна стерилизација на домашните кучиња, забрана за продажба и давање на подарок домашни миленици од нерегистрирани одгледувачи, а одгледувачниците пред да го направат тоа, ќе мора новите легла да ги пријават кај ветеринар, но и кому ги дале. Една мачка или кучка нема да смее да има повеќе од едно легло годишно. Регистрираните одгледувачи на куче од денот на влегувањето во сила на овој закон во период од 5 години немаат право на размножување на нестерилизираните миленици, односно немаат право за репродукција на нови единки. Се предвидува и формирање на центар за трајно згрижување, сместување и посредување при вдомување на напуштени и бездомни животни, но и сместување кај привремени вдомувачи, со што би се вовел и нов концепт на третман на бездомните животни, кој во моментов ги опфаќа само кучињата и тоа на принцип залови, стерилизира и пушти. Новото законско решение предвидува и регистрација и на пансионите за миленици, продавниците, огледувачниците, а освен инспекторатите на АХВ, должност да вршат контроли на спроведување на законот, ќе имаат и државниот комунален инспекторат, општинските комунални инспектори на градот Скопје, но и МВР. Но на предлог Законот во моментов му се губи трагата на релација Агенција за храна и ветеринарство и Министерството за земјоделие, шумарство и водостопанство. Според информациите на Телма, законското решение е изготвено од АХВ, а усогласено со ветеринарната комора, ветеринарниот факултет, Министерствата за животна средина и локална самоуправа, како и ЗЕЛС, Издруженијето Анима Мунди, во рамки на работната група за стратегија управување со популацијата на бездомни животни, било проследено до надлежното Министерство за земјоделие на почетокот од април. Но од Министерството за земјоделие на прашањето на Телма, кога законското решение ќе влезе во владина процедура за потоа да биде испратено во собрание, одговорија дека до нив такво предлог законско решение не е стигнато. Од АХВ пак за Телма информираат дека предлог законот бил доставен до Министерството на 9 април. Од таму информираат и дека од вторник почнуваат и со презентација на предлог законското решение во 8 плански региони, прв ќе биде Полошкиот.